Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте на програмата на К3 телевизија во обичаен термин 10 часот и 18 минути за утринска програма на нашата телевизија. За него велат дека е исклучително здрава намирница ја конзумираат од најмалите до најстарите со еден збор богати со витамини, со минерали и сите други продукти кои се неопходни за нормална работа на човековиот организам. Колку навистина овој продукт е здрав за човековиот организам, денеска ќе поразговараме со 4 пчелари од нашиот град, а насловот на денешната утринска програма е колку е медот здрав за човековиот организам. По тој повод наши гости се Трајчо Лазаревски, претседател на Сдруженијето на пчеларите Тримка Старонегоричане. Добродојавте. Зоран Станковски, познат соговорник, константен гост во К3 телевизија, Милорад Арстовски и Круме Вучковски. Значи, насловот на денешната утринска програма е колку е медот здрав за човековиот организам. Еве, господин Лазаревски, од вас да почнеме. Мед многу го звучи, пчелин производ, еден од пчелните производи, кој е доста здрав да се конзумира на човекот, бидејќи доста е здраво да се конзумира мед во човечкиот организам, бидејќи мед не е лек, мед е значи превентива да не дојде до разболување на човекот. Со тоа се стекнува имунитет во људскиот организам и дојде до поспоро заболување од некои болести во однос на она кога не се конзумира мед. Така да мед има разни врсти, зависи од кои растенија се внесува, така да зависи со тоа и бојата, и вкусот, и мирисот, а има и мед кој не е мед, а се декларира кој мед по некои маркети и работи, така да тоа е суштината на нашиот живот. Господин Станковски, еве, наназад со децени, нашите баби и дедовци израснаа со мед, многу генерации, на некој начин медот дава неопходна здрава компонента на човековиот организам. Колку тоа точно? Вака, медот е еден основен продукт кој го произведува пчелата, покрај тоа што има други продукти. Да знаеме, мора да едно, дека медот има монофлорен и бифлорен. Тоа значи од еден цвет или под повеќе цвеќиња. А монофлорниот по-тешко кристализира, а знаеме дека природниот мед мора да кристализира, додека бифлорниот побрзо кристализира. Во рок од месец, 2 дена, веќе е во тврда состојба медот. Знаеме, докажано е дека со 1 кило мед во војни услови може човекот 40 дена да преживее. Значи, по една лажица да јаде мед, тоа е јака енергетска храна и може да преживее, да остане жив. А покрај медот имаме производи полен, прополис и на крај восок, кој е основен за пчеларството, бидејќи пчелата, производите овие што ги набројав, ги става во саќе природно, во восок. Имаме сега многу плагијати, како што напомна другарот Трајче, дека медот, покрај тоа што е плагијат, се јавува на пазар, има и восок кој е синтетички, како да кажам, производ кој не е восок, ама пчелата потешко го прима и живее во него. Да кажам уште нешто, покрај тоа
од овие што ги надброја производи, има и сега најнов тренд е производство на пчелин отров. Пчелиниот отров е оној отров кој го пушта пчелата преку жаока. Сега има нова современа технологија на прибирање на пчелиниот отров, кој сега моментално е во подем во Македонија, а сега и кај нас во Куманово, еве почнаа луѓе да произведуваат пчелин отров, кој е доста скап, 1 кило оди некаде до 10.000 евра, ама треба месец дена работа за да се собере 1 кило. Бидејќи пчелиниот отров се става на специјални апарати и пчелата го боцка стаклото, кое е наелектризирано со некаде до мислам дека овие 100 херца треперење на струја и ја иритира пчелата и таа го боцка стаклото и го остава отровот. Се суши и се пакува и се продава на нашата апотекарска индустрија, но уште во Македонија не е развиено тоа. Сега, господин Арсовски, видовме на нашата камера органски мед. Што значи тоа здрав органски мед? Види, медот органски, тој е испитан, проверен, тој е органски и затоа имамо и документ дека смо стварно органски и те фактички нема лево десно. Валиде. Нема фалсификат тој. Так. Тој ми смо у Трмку нешто 7-8 душе органски мед и си имамо тој документ дека сме стварно и за тој нема. Јас ги сакам да кажам за медот, и органски и неоргански. Може да кажеме како има истражување дека медот има многу витамини, минерали, протеини, јагени хидрати, се. Треба да се користи мед. Мед е и лек и храна. Треба секој од дете, млад човек, играчи, фудбалери да користат мед затоа што медот има тие минерали за силу, за трчање, за овој и мед треба да се зима, не да ga фалу дека органски треба да зима што ги луѓе познаат пчелари, да си купи од пчелара што го познават, да не иде на пазар. Дедо ми викаше овако, беше јамалецак, кога идем у Куманово, вика гледај што е скупо. Чим е скупо, вајда е убаво. Така. И тие работи. Сакам да кажу дека мед треба сите да ја користиме. Станеш са бале одма, кашико го фаќа уста и баци унутра. Што помага медот најповеќе? Па дава силу, медот те освежуе, нешто ако има ги болести, он ги ништи, и што така да Так. треба да се користи мед. Ги повикувам сите граѓани да користат мед, бидејќи кај нас се најслабо користи мед. Да, сега и нездраво се храниме. Да, нездраво Да. се хранимо и тие работа, а треба да се користи мед. Мада е скуп малку. Али тоа е. Еве, господине Круме, имаме неколку врсти на мед, ливадски, пагремов, костенов мед и така натаму. Планински или Планински, така. Сите медови се добри, само треба редовно да се конзумират. Секој ден да имаме навика да конзумираме медот. Медот е за сега е најздрава храна, природниот мед. Да не по пазариве, да не медот треба да го земеме од оној кој го знаеме пчеларо што е, а не да идеме на пазари да купуваме секако мед. И медот е најздрава храна за сега. И може да се докаже, и тој треба и од децава или стариве секој ден да се конзумира медот. И во секоја прилика треба да го Но и не треба да се претерува така. Не треба да се претерува, нормално и Колку е оптимално се јадат денеска кашики мед? Може се бали, една вечер, една може да нападне, кој колку може да конзумира, Так. на децава може малку помалку да им се дава, али редовно да се дава, може во чајче, во млекце, за деца најбро да конзумираат медот. Сега, господине Лазаревски, велат дека
оној мед е природен, ако може така да кажем, и здрав, што е на повисоко. Ако се огледува покрај улица кај што поминуваат автомобили, тој мед во старт велат дека не е добар. Точно не е тоа. Видите вака, природа си прави свое. Пред малку прашате колегата што е тоа органски мед. За органски мед има посебни локации кои што има одредено одстојание да биде од главните патишта. Да не се употребуваат лекарства кои не се дозволени, бидејќи кај пчелите се јавуваат и болести, кои што е калеш и други болести, кај што ги третираме со разни лекарства. Додека во органскиот мед нема тие работи. Значи, тука нема третирање со хемија. Друго, самите патишта, самата индустрија, што е подалеку, што е во почиста природа, тогаш имаме почист мед. Самите растенија не се загадени, немаме прашини, немаме гасови на цветните површини кај што слетува пчелката и со тоа имаме, значи, чистина на самиот мед. Со тоа добиваме и квалитет. Така, Станковски, колку е оптимална надморска височина да биде медот врвен? Дали треба да биде тоа над 800 метри, над 1000 метри или до 800 метри? Како тоа може да се процени? Тоа не може да се процени, бидејќи сега моментално во нашата околина, во Куманово и во околните општини нема многу индустрија, така да може да кажеме дека во сите села медот е конвенционален или органски. Конвенционален знаеме што значи, како што рекоа другарите, пчелите се заштитуваат со антибиотици, со инсектициди, бидејќи и со хербициди. А ние кога го вадиме медот, носиме во лабораторија, во Скопје, во Куманово, во ХЕС и правиме анализа на мед. Конкретно јас, бидејќи сум еден од органските производители, ги чувам во рурални населби, бидејќи барем до сега знаем дека е почист медот. Како што рековме, имаме монофлорен и бифлорен. Монофлорен е многу малку застапен, бидејќи ова багремот измрзна, овие глобалното затоплување не дозволи да се да цвета и ова година чалија или драка, што ја викаме ние. Така да од други ливади, од други цвеќиња собират мед, а ние пчеларите сега да им доскочиме малку, да им помогнеме на пчелите, почнавме да сееме овие медоносни растенија и да садиме дрвја медоносни. Така да во нашата околина има многу насадено багремац, тоа е едно ниско растечко растение, кое цвета цела година, а расне покрај река, има евлодија, софора, аморфа и така, сите се тие медоносни, зависно кое растение кога цвета и така ги распоредуваме да во целиот ток на летото имаме внос на мед во нашите кошници. Јас ги чувам пчелите на околу 800 метра надморска висина, а имам и на 200 метра во ливада, кај што прво сееме маслодајна репка, за да добиеме пролетен развој на пчелите. Маслодајната репка е за развој на пчелите, бидејќи таа многу е богата со поленов прав, а поленов прав е сушност пчелина храна, пчелина погача го викават. И така. Ево ова, како што реков, фацелија, ја сееме некаде до 600 метра надморска висина, а на погоре во планина кој ги носи пчелите, има две врста на мед, ливадски и дабов мед, или шумски го векат. Шумскиот мед е црн по боја, чоколадна боја е, така да е 3 пати поквалитетен од овој нектар од овие други цвеќиња, бидејќи тој се раѓа се расне на листови на даб и пчелите го собират од него.
сега да кажам неколку збора зошто го е поквалитетен. Бидејќи растенијата се заштитени сами, заштита стварат, еден слој на листовите и тој слој е заштита за да не се намали испарување на водата, бидејќи се големи температурите, и пчелата го собира тој медликовец и тој се вика мед од медликовец. Тој е без поленов прав, така да оние кои се алергични на поленов прав можат да го конзумираат слободно, црниот мед, и многу е, како што реков, лековит. Е, како да кажам, за прехлади, за настинки, мед со додаток на прополис во капки или во тврда форма се меша и се конзумира. Како што рековме, другарот Милорад што кажа, обавезно наутро да се земе една чаша вода, млака, да се раствори медот во неа и да се испие. Тоа е најдобро конзумирање на медот. А медот се препорачува да се јаде и пред јадење, едно половина час, една лажица, бидејќи ако ги гледаме овие кујни, скоро на запад, скоро во секое јадење стават мед. Кременадли прши. Меѓутоа, да расчистиме на работа, тој мед на запад и овој нашиот е многу различен по квалитет. Најевтин мед е австралиски мед, бидејќи во Австралија е едно $2 килограм, кај нас е 7 евра, $7 нека биде цената, затоа што оние цвеќиња во Австралија цветат преку цела година и е многу голема количина на вода. А стандард за вода во медот е до 18% треба да има вода, а кај нас, нашиот мед, што сме сите го тука што сме го испитувале, некаде 9% има вода. Значи, двојно поквалитетно е од европската норма. Сега ќе ве прашам, има еден мед кој многу го користат врвни спортисти во светот, од Нов Зеланд, манука мед, доста е скап и велат дека тој е исто здрав за човековиот организам. Колку што имам гледано за овој мед е без, како да кажам, без... се продава кај нас, мислам дека околу 6000 денари една тегла, а тој манука мед го користи Џоковиќ и Федерер и многу спортисти во светот. Овој мед е природно поставуваат дрва, шупли на дрва и се фаќат роевите во дрвата, го прават медот и сум гледало на YouTube и на Facebook, го фаќат медот, го вадат и директно го продават, не цеден мед. Значи со сесаќето кое е девичанско, значи произведено директно од пчелата и така. Да, тоа само се прави во Нов Зеланд. Да. Точно. Господине Арстовски, еве, нашата овие видео снимки покажуваат дека вашата работа е многу тешка и макотрпна, да си пчелар треба да си многу вака страплив. Мојот Вујко велеше, вика, убав занает, меѓутоа како поминуваат години ми паѓа се потешко, меѓутоа не се откажувам. Што вас ве влече конкретно овој занает да и натаму го работите? Па благ мед. Да. Прсти да олижиш. Поблиско микрофон. Па види, јас, како што сам почнаа, нешто од 40 нагоре години работу и још мислу да работу. Само треба подмладак. Сак ми треба подмладак. Што ти викаја Ујко, меракме да работу, ама сак треба да има подмладак. Деца млади не се интересирам, не су заинтересирани. Зошто? Па фатило си работу и, што знам, однесеш му мед, он си га земе и чим му догодне па однесеш, он вика што да работи, да ми татко ми. Нешто не ги влече. Влече ги те спорт, те овој да си тие работе. Тако да, јас кад би бија 30 години сега, а овој што го имам овој знање, ја би земаја приколку, онија камиони, и си ише на пашу, да си ги селу пчеле, вамо тамо, тој има корист за тој.
Имам још волју да работу и ќе работу. Докле мрдам, ако не ме нешто фати, тие работи. Господин Величковски, еве гледаме дека се вложил многу труд да се направи овој многу здрав продукт. Колку имате вие сите финансиски бенефити од ово што го работите? Па ние имаме субвенции, добиваме за сега ни дават 500 денари Од државата? Држава развиено, а неразвиени 600 денари. Сега ми изгледа треба да се качи тие субвенции, не знам тачно на колку ќе ни дадат. Зимаме помоќ, али тоа е малку. И највише смо ми пчелариве, пчеларство е запоставено во државата. Малку не е толку сега, како да кажам, не смо многу, дали ми не смо ангажирани, дали државата не е заинтересирана за пчеларството, а пчеларството сега треба да земе замак и да може да се произведе младиве да ги уклучиме во пчеларство. Дали вие разговарате со млади луѓе, еве, роднини и пријатели, да ги вклучите во овој бизнис? Што ви велат? Јас како памтам фамилија мојата, ми сме чуваре пчеливе, еве јас имам, сакам да ги чувам. Еве синот оти да чува, сака да ги чува пчеливе, ама нема заработка многу. Не е пласиран медот. Викамо мед е скап, не е скап мед. Према други, платите су мали и пензии се мали, значи медот не е скап. Правиот мед не е скап. Зошто еве например овој наш квалитетен македонски мед да не го пласираме надвор од нашите граници? Па ми као прво нема доволно мед и не е платена страна. Да. И затоа не можеме ние да го пласираме на страна. Повеќе увезуваат него што изезуваме. Како што има на пазариве се наоѓаат секако мед. Така. Али нашиот мед, природен, меѓу најквалитетните медови е во околија туја, Да. а па нарочно наш кумановски мед, још по-квалитетен. Господин Лазаревски, видовме од овие снимки како човекот и пчелата со текот на времето стануваат добри пријатели, значи кога се работи овој занет треба да се биде внимателни со пчелите, бидејќи може да се јават несакани последици. Точно е тоа. Прво, ако нешто се работи, треба да се сака. Кај пчелата треба да одеш со полно срце и со добра мисла. Тоа е животински инстинкт кој го разбира човечкото понашање или движење. Сака мирно работење, без нагли движења, без лупања, без било кои вознемирување. Ние сме единка во однос на нив кои се илјадници во една кошница и кои можат да ни направат повеќе проблеми него ние на нив. Значи, тоа е животински инстинкт кој сака разбирање од нас. А се случувало некогаш да има каснување од пчели и тие непријатни работи? Каснување или боцкање од пчела. Каснување, мислам, Так. тоа е наша навика, иначе пчелата не каснува, туку боцка. Се случува. И тука, еве јас вчера, исто имав некоја контрола, неколку кошници, кај што ме боцна пчелата. Тука има алергични и неалергични боцкања од пчелата, на пчелин отров кој го нанесуваат со самото боцкање, така да зависи како го поднасеме тоа нивно боцкање и колку пчелини боцкање ќе имаме, бидејќи со зголемување на боцкање се зголемува и несување на пчелин отров во нашиот организам. Со тоа се зголемува значи отров, внесување на отров кај нас од страна пчелата која го има нанесено. Станковски, едно од путите прашање што сака, поверете. Сакав да кажам нешто сакавте да кажете нешто за медот, за продажбата за младите, да се надовржам на таа тема. За да имаме продажба на мед на страно тржиште, треба да имаме бренд на мед. Значи мора да ја брендира. Да. Имавме покана минатата година, некаде крај на октомври беше, од страна на председателот на Сдружение Матица Сурдулица, тоа е хан Сурдулица Власина горе, кои што за 8 месеци беа успеале да брендираат мед. И сега тука има друга работа, тие имаат лого на самиот власински мед кој е брендиран. Али секој производител има свој собствен печат кој го става
на самиот тикет кој е налепен на теглата, со кое кажува дека тој е собственик на тој мед што се продава. Се е под власински мед, али секој посебно има печат со кое гарантира дека тој мед е од власинско подрачје и тие работи. Значи, со тоа, далеко сме од тие работи што ги има околу нас. Нели можете вие да направите таков бренд? Што е пречка? Пречка нема. Само треба соработка со нашите луѓе кои се на поголеми позиции, за да можеме да добиеме некои движења за да одиме напред. Така. Во брендирање на власински мед учествува градоначелник на Сурдулица, преседник на пчелари на Србија и X доктори на науки кои беа и на свеченото презентирање на брендирање на власински мед кога бевме ние поканети, неколку луѓе бевме од Куманово, кои бевме пречекани со сите почести и на основа на тоа добивме и благодарница која ја добивме од председателот на Матица Сурдулица, со што имаме, значи, благодарница за Сдружување на пчелари Трнка за успешно меѓународна соработка. Бидејќи тие се Србија, не Македонија. Иначе, на ранг на ова што го дискутирам за меѓународна соработка, имаме ние соработка со Јужна Србија, Северна Македонија, кај се фатини Старно Нагоричено, Ранковци и Паланка и Ќуздендил, или кој се вика Пчинско-крајшки регион. Тоа е под покровителство на невладино здружение СВГ или СВГ, на основа на кое имаме работилница, по една-две работилници во текот на годината и учествуваме на тие работилници и се дружиме. Сега, бака да едно прашање. Дали вие како представници на ова здружение имате идеја и дали сте поканети да одите по сите училишта во нашиот град, да има едно предавање на учениците да им се објасни колку медот е здрав? Мислам дека таква иницијатива не постои, ако грешам, исправете ме. На некој начин ќе се осознае за медот учениците што значи тоа за нивниот организам. Во право сте, иницијатива не постои. Не само од нашите надредени, туку и од самите родители, и самите родители не конзумираат мед, а не да го пренесат тоа на децата и да може да наследат добри особини во врска со користење на мед, имунизација на организмот и тие работи. Во состојба сме, ако бидеме поканети, да учествуваме и на трибина пред училиште и во училишта, во училници посебно тие работи. Сакаме соработка со сите генерации, не ни смета тоа, на располагање сме. Па дури со спортските клубови во нашиот град. Не е проблем. Да. Ние сме граѓани на овој град, на оваа држава и сакаме со сите да работиме и меѓународно контактираме, така да не е ништо спорно тоа. Сега се вратиме на рековте власинскиот мед е брендиран. Тие на некој начин сега може би извезуваат веќе и имаат голем финансиски бенефит, веројатно. Со брендирање на медот. Каде тие го продаваат сега тој мед? Имате ли информација? Само да ви кажам, со брендирање на медот. Самиот мед е веќе законски означен дека е квалитетен. Таа етикета е многу голема значност. Со тоа се добива веднаш на цената. Со тоа и за извоз имаат предност во однос на другите. Значи нема калкулација дали е плагиат мед, дали е ова, дали е она, од кое растение. Власина е едно исто заштитени подречја во Србија. Не знам, негде на над 600 метра надморска висина. 1420 надморска висина Власинско езеро. Така нешто? Така. Ја мислам над 600 или... Не, 1420, добро. Над 600 јас рекол, значи тука сум. Со тоа, значи, квалитет на медот е многу битен. Нема возила, нема индустрија, нема никакви загадувања. Со тоа се добива и цената. А на крајот на гришата и државата ќе има чаро тоа. Нормално е тоа. Да. Со самиот извоз, веќе се регистрирани пчеларите, регистриран е промет на медот, цената и со тој данокот. Има таму клаузули со кој данок се оди према производство на мед и со кој да трговија.
Да, господин Станковски, вие сте неуморен, ако може така да кажем, на полето на ова пчеларство. Вие се задоволство би отишли во училиштето и на децата им би изборувале со часови колку е медот здрав. Еве, председател даде иницијатива, јас ја поттикнав, нека слушнат и професорите и директорите на училиштата и нека оди оваа приказна дека треба во нашите училишта да се зборува за медот постојано колку е здрав. Да се надоврзам на дискусијата на господин Трајче, да кажам дека во Србија брендира и тегла. Значи на запад, во Германија има тегла која е брендирана некаде 40 години, во иста тегла се пакува медот, со заштитен знак на тробојка на Германија. Во Србија исто така има брендирана тегла и не може секој да продава во неа мед, ако не е член на здружение или така нешто. Можам да кажам неколку збора. Пред неколку години пробав да брендирам мед од козјачие и бев, не да кажам спречен, него отфрлен од Министерството за земјоделие во Скопје. Ми рекоа, ако брендираш мед, мора да земеш 5000 евра. Јас тие 5000 евра ќе ги дадам за опрема, за хасап систем, за пакување на медот, за она. Мене не ми требат пари за печалење, него пари за опрема да купуваме. Ние уште врцаме во алуминиум, цинковани центрифуги мед, а треба се прохром, а една центрифуга е некаде околу 1000 евра, машина за отварање на медот е 2000 евра, за пакување дозерка е 30.000 евра и така, а ние, како да кажам, ние сме сиромашни народ македонски. Ако заработиме некоја тегличка, мислам, ако имаме профит оваа година, да купиме тегли, капачиња и така натаму. А за едукација на младите дечиња, ние пробавме и имаме зацртано да правиме едукација во училишта, во Козјачието, таму бидејќи сме база ни е Старо Нагоричине, рурална општина. Имаме многу пречки од други фактори кои не дозволуваат да се формира ново здружение на пчелари, а 90% од пчеларите, пчелите им се на општина Старо Нагоричине. Сега, значи јас можам да црпам мето таму, али да се здружам со вас не. И така. Тоа е, како да кажам, ситни души се, ама полека се развиваме и мислам ќе успееме да го брендираме нашиот мед, како што напомна Трајче, веќе соработуваме со Ќустендил од Бугарија, со Србија, со Власино, со и Паланка, како да кажаме, сега имаме иницијатива и со Кратово да го приклучиме и тие да бидат во тој регион источен, како се викаше. И се надевам дека на дечињата, на секоја изложба сме учествувале ние одека во Куманово и сме делеле мечиња малечки овие. Земи да круме. На дечиња медчето им го даваме подарок, да видат дечињата, а овие што ги даваме се со цуцла нагоре. Да, и децата одма го отварат тука и цуцат од мед. Абе, викам, полека деца, не брзајте, имаме, ќе си јадете. И така. Мене ме интересира една работа, господин Арсовски. Колку овој ваш, господин Станковски, колку овој наш мед може да успее на западниот пазар? Што е пречка да не успее таму? Се бориме уште, ние од сите здруженија со Министерството за земјоделие и со председателот на пчеларското здружение на Македонија да излеземе на европскиот пазар. Како што напомна господинот Трајче, немаме количина, бидејќи ова глобално затоплување не сведе, например, јас сум вадел до 100 килограми од една кошница, исто така и Милорад и Круме, а сега да максимум 15 кила мед. Малку е тоа. Затоа што и да дојде некој да ни побара, имавме понуда за кинеската олимпијада што беше пред неколку години, ама немаме количина. Нема. Суша. Нема. Да, и тој пазар е многу интересен. А вака, бидејќи медот
нектарот, значи цвеќињата, нектарат пушта то на благата субстанца од 20 степена до 27, а кај нас е 40. Тој веќе испарува и количината на собраниот мед се намалува. Господин Арстовски, ова е едно од клучните прашања што треба да го знаат гледачите. Обичен човек кога ќе тргне да купува мед, како да го препознае дека тој, ако може, дека е вистинскиот и не е, како може така да кажем, релевантен и не е работен по сите стандарди? Прво да гледа кристалисан. Да биде кристалисан мед, бидејќи мед чи се кристалисуе. Тој да ги е јасно. Луѓе гледам слабо го земат мед кристалисан, вика тој е шекердисан. Тој не е тачно. Нека сватат еднапут дека мед чи се кристализира, не шекердисира. Тој да го сватат. А друго, нек си, идемо по саем и по овој, на саем кога ќе скочи, пример овде у Куманово, на семинар тие на саем, продавамо мед, нека си гледа кој продава и да си земе еден став, да си зима од тога човека, бидејќи на площад не може да изнесе он фалсификат мед. Така. И не знам, најболje е да си имаш човека. Зимаш се, ти си имаш човека сигурно и си зимаш од njega, фамилија ти е прифатила дека тај мед е добар и ќе си користиш докато не те еден пат излъже или превари. Ако веќе нема мета, мора да набави, а има муштерија. Ту е малку тие работе. Што знам, ја викам, мед се кристалисуе, не се шекердисуе. Тој да ги биде, луѓе се плаши, чим го види, ова е шикер, не е шикер. Чист мед се кристализира. Господин Вучковски, да прозбориме малку и за пропорисот. Ова е исклучително здрава работа за воспаление и за се друго. За се е добар пропорисот. Пропорис е добар за се. Само треба да си го зимат од пчеларот кој си го знае кој го прави. Зашто помага тоа најповеќе? Помага за се. За грло, за устна шопина, за бронхит, за реума, за се. Нема зашто не е лековито. Прополисот. Како се тоа конзумира? Колку капки се става во? Па зависи, капките се за постарите од 15 до 20 капки. Може да се зимат. Некој може да зима сабајле и вечер, а може само навечер. Зависи према колку е болен и од што сака да го користи прополисот. Мора да го спомнеме и навистина многу лековитите компоненти на матичниот млеч, велат чудо за организмот. Јас се сеќавам на оние приказни на постарите, добро за машки велат дека не сме кога е дете да зима многу матичен млеч, бидејќи влие на стерилитет, маде тоа не е докажано, додека девојчињата израснуваа со матичниот млеч. Матичниот млеч е најздрава храна и затоа е матичниот млеч најскап. 1 грам е 5 евро. Затоа може секој да го конзумира, али многу е здраво, само финансиски не дозволуваат нашите услови да конзумираме матичен млеч. Матичен млеч е многу трпна работа за вадење, за складирање, за чување мед. Матичниот млеч. Што помага матичниот млеч на организмот? За се помага матичниот млеч. Нема зашто не, за имунитет, за спортисти најрочито го користат, за се помага матичниот млеч. Нема зашто не помага матичниот млеч. Исто и медот. Медот, што ќе критерија на секоја етикета, медот треба да пишува тука, природниот мед кристализира. Да, меѓутоа може на вако мед може секој да залепи етикета и кога ќе прочита некој ќе каже природен и ќе го земе. И па најболje кога зима медот, ако е кристализиран мед, му е сигурно. Кристализираниот мед е сигурен чист мед. А овој може да видим фалчо, ама еве сега Зоран што им покаже, може да се некој го препознаа Зоки Порна, еве кога. Еве тоа ли е пушта, покажете на камерата. Еве Зоки. Кога ќе го свртиме теглата, видиш ова. треба да се Ајде бе. појави топка. Значи кога има топка, тоа е во ред. Тоа е во ред. Значи и кога ќе го отвориме
кога ќе го отвориме теглата, со лажица ќе го извадиме и медот треба да тече до крај, нема да се преки. Ако е шеќер, ако е плагијат, ќе се кида на линијата на медот, на течењето. А да кажам неколку збора за прополис. Прополис е антибиотик, ама не е лек. Се користи за дезинфекција на устната шупljina, се користи за улкус. Значи во чир, во 12 палачно во стомак. Сега има терапија. Колку? Се почнува од 5 капки, 3 пати дневно, една недела, па се прави пауза една недела, па 10 капки дневно, па трета недела 15 капки, па се прави пак пауза и ако има чир, нема готово. Чирот е залепен. Затоа што прополисот дава еден филм. Значи, кога ќе го испиеме прополисот, можеме и со вода, и директно со капки, отвори го се. Директно во устата, еве, нека. Пробаш или? Демонстрација колку е прополисот здрав. Да. Малку е лут. Јас имам внучиња, ама сите конзумираат прополис. А го заболи грлото, одма прополис. Сега неколку збора и да кажем и за млечот. Млечот е енергетска храна. Служи за стимулација на изнемоштени лица, послеоперативни захвати и се дава и со мешан со поленов прав. Значи иде 10 грама на 1 килограм мед, кристалисан мед, не течен. Бидејќи не се меша ни една субстанца друга во течен мед излегува горе. Медот има специфична тежина поголема и било што да ставиме, оно се качува горе. А кога е кристалисан, он се миксира многу добро, така да нема проблем. Препорачливо е за постари од 50 години, бидејќи поленот е користен за простата, за мажите, мислам, и редовно да зима по една лажица поленов прав, измиксан со мед и со млеч. Господин Станковски, исто така многу важно прашање. Имате ли сознание, односно, колку во Република Македонија граѓаните го конзумираат мед? Има ли некое научно истражување? Вака, на запад некаде 7 килограми иде годишно по лице, а кај нас не оди ни 700 грама по жител. Многу малку се конзумира медот. Сега, луѓето наши купуваат мед, ама кога се разболат. А вика, медот се јаде кога си здрав. Превентивно. Како што реков, дека медот е богат со сите елементи кои ги има, а млечот е уште повеќе. Се има. И на крај имам еден податок дека има околу 20 материи непознати кои се во содржина на млечот. Ама нашиот народ, како што кажа колегата, материјално е слаб, не може да одвои, вика, ајде бе, мед ќе ти јадам ја. Или она што го викате, ќе му купам бананики, нека јаде тиква. Така. Господин Лазаревски, вашето здружение постои неколку години. Како сте лично вие задоволени од вашата работа и кои се вашите понатамошни планови и визии? Релативно младо здружение во неразвиено подручје, со тоа што имаме до сега, имаме соработка со нашите членови, имаме некој раздвиженост, мислиме да бидеме уште поуспешни. Сакаме да ги запознаеме граѓаните на општината кај што сме регистрирани, Старо Нагоричино. Сакаме да веќе имаме добиено писмо од Совет на општина на Горичино дека ќе добиеме просторија таму за нас, за нашето здружение. Сакаме до просторијата кој има простор да поставиме некој пчелин семејство кај што ќе имаме и практично предавање за новите кандидати за пчеларење.
со тоа ќе имаме значи увид во оние работи кои ги читаме од книгите како треба се постапува, не само да читаме, него да гледаме во суштина што треба се работи со пчелите. На располагање сме на сите училишта за едукација на младите за конзумирање на мед, за пчеларење, за тие работи. Имаме амбиции, мислам дека ќе успееме во нашите потези. Добро. Ево и на крајот да испратиме една порака од ова место, од К3 телевизија, до најмладите, до најстарите, дека треба да го конзумираат медот. Ваша порака до нив? Порака е многу едноставна. Цената не е битна, здравието е побитно. За да не го нарушиме здравието, треба да конзумираме мед. Станковски, порака до сите граѓани на Куманово. Ја пред малку реков нешто, јадете мед додека сте здрави. Значи, не мора многу да јадеш, едно кило, али 3 лажички дневно не е проблем да се изјадат. Авторски. Јас ги препоручувам на сите и млади и стари да јадат мед. Тоа е лек, тоа е храна и за тоа што више да користат, а младите да почнат да чуват пчели, да работат. Тоа е, ќе си иде на работу, а ово е додатно нешто и ќе си има оној движење натам и ќе си... Да. Господин Вучковски. Па сега кратко ќе кажам. Старата пословица е: јади мед секој ден за да биде здрав као дрен. Значи, Одлично. што да им Еве, само препоручам, ова- треба да ја сватат поруката и што да им кажеме друго. Со Треба ово- си, така. сите треба да знаат дека треба медот да го користиме. Со убава реченица ќе го завршиме ова наше денесно дружење. Почитувани гледачи, ете се видовме да разјасниме, ако може така да кажеме, со нашите соговорници колку е медот здраво за човековиот организам, а според нивното излагање, а и според многу научни истражувања, медот е навистина здрав за секој човеков организам. Затоа од најмладите до најстарите конзумирајте го медот за да бидете здрави и весели. Пријатен ден со нашата програма.